се информираме за оно кое што ќе ја разубави неделава која што е пред нас или и текот на утрешниот 29 април, па и 30 април или крајот на месецот, ама и денот кога што одбележува меѓународниот ден на џезот или кога се слави џезот. Затоа имаме можност во продолжение во нашето утринско будење онлайн да се поврземе со директорот на Националниот џез оркестар Гоце Стевковски, кој што ми е мило вака што може да се вклучи во овие утрински минути и покрај подготовките за овие следни 2 дена малку да позборуваме и да ги информираме нашите гледачи во што може да уживаат како од најмладите, така и до повозрастните. Гоце, добро утро. Добро утро. Убаво утро и добар старт на денешниот ден посакувам, иако верувам дека вие во овие денови сте прилично, ајде да речеме, ангажирани и во добра подготовка и организација на она кое што не очекува. Голем јубилеј на фестивалот по повод меѓународниот ден на џезот, како еден најголем целодневен музички собир во центарот на градот, барем и така вие го најувате како настан на сите оние платформи каде што може да се појави за да се информираат граѓаните. Но ајде во продолжение ќе започнеме со она кое што се подготвува за текот на утрешниот ден или 29 април, кога се посветува внимание на најмладите, Jazz for Kids или Jazz за деца. Што ќе се случува, каде и што е она кое што ќе можат во кое што ќе можат да уживаат најмладите? Пред се да ги поздравиме нели гледачите на вашата емисија. Она што е важно за утрешниот ден, значи имаме концерт со оркестарот, ќе настапиме во паркот Шопен, во Кисова вода, и тоа е замислено како една мини детска работилница, каде што подоцна тоа ќе прерасне нели во еден концерт кај што дечињата ќе имаат нели шанса да видат дел од инструментариумот кој што нели располага џез оркестарот и ќе има свириме неколку композиции, како детски песни, така и некои инструментални композиции кои што се многу случливи, да кажеме, за нивната возраст. Тоа е за утрешниот ден. Потоа за 30 април, да кажеме, кај што е предвидена главната програма, во Ибни Пајкони е планирано, значи како традиционално, веќе таму неколку години поред го правиме фестивалот, ќе настапат Pitchwise Jazz се вика, една постава на едни прекрасни домашни музичари кои што се и актуелни и специјално подготвуваат програма конкретно за нивниот настап на фестивалот. Потоа Next to Silence ќе настапат со новиот материјал од новиот авторски, да речеме, материјал од нивниот нов албум. Потоа ни доаѓа Арнао Гафуре, тоа е еден шпански тенор саксофонист со неговиот бенд. Ќе настапи Националниот џез оркестар со Ден Андерсон. Ден Андерсон е басист, односно бас-гитарист, кој што веќе еднаш го виде македонската публика во Скопје како дел од групата Yellow Jackets. Таа се јавува во состав на солист, пошто материјалот е посветен на Джако Пасториус, односно еден од најдобрите бас-гитаристи на сите времења. Од диригентската палка на Зиги Фајгал, кој што верувам дека публиката веќе добро го знае. И за крај ја имаме групата Лепи Сол. Од прилика тоа е вака што би сакал да најавам како програма и би сакал да кажам, пошто временските прогнози не се нешто нели посакувани се најавуваат тој за тој ден. Да, се најавуваат тој за тој ден. Во случај ако е времето нели врнежливо, тогаш како опција нели ќе се преселиме во објектот на македонската филхармонија. Така да што и да се случува, веќе сме спремни нели да и влезот е слободен за сите концерти. Ова е ден кај што едноставно ние како институција и од претходно дека бевме здружение, например, го правиме да биде бесплатен за сите љубители на џезот и да имаат можност нели да слушнат некои нови проекти
И сето тоа, нели, да си поминат убаво, како што е ред. Така е, да уживаат во она кое што го нудите или она кое што е дел од овој концерт и она кое е составен дел од одбележувањето на меѓународниот ден на џезот. Ќе повторам уште еднаш, 29 април или утре во 12 часот, Jazz for Kids или Jazz за деца, за најмладите. Тоа ќе биде во паркот Фредерик Шопен, а на 30 април или во четврток парк Ибни Пајко и другата алтернатива која што се најавува доколку е по-лошо времето е салата на Македонска филхармонија, каде што може да уживаме во програмата која што Гоце пред малку ја сподели, но еве во овие минути јас ќе го искористам овој дел да позборувам малку во однос на овој јубилеј со оглед на тоа што е 10-то издание и што навистина е еден успех или да речеме за пофалба со оглед на тоа што при тоа и вашиот удел и тоа кое го представувате и го правите за македонската публика, за што поголема можеби желба за џезот, а истовремено и за можеби едуцирање, ете и од најмладите ако зборуваме. Каков е вашиот впечаток, бидејќи со тоа огромно искуство и ако зборуваме за годините наназад, веројатно имаме напредок и прогрес во тој дел? Па секако дека имаме напредок. Например, ние почнавме многу скромно во 2017 година, иако и тогаш имавме целодневен беше настанот со многу концерти. Некаде, например, преку викенди кога беше правен фестивалот, стигавме може и до 9 до 10 групи. Сега малку го намаливме, пошто денеска е работен ден е четврток 30 април и затоа решивме да биде некако после работното време, почетокот на фестивалот. Тоа што е, као и веројатно со сите нешта, почнавме скромно, со најчесто мислам се застапени групите и музичарите од Македонија, меѓутоа еве како со години како растеме имаме по некои гости од странство, например во изминативе години имавме гости од Куба, имавме од соседните држави, имавме од Америка, имавме од Европа, така да мислам дека растеме полека, што се вика, и се надеваме дека ќе продолжиме така да работиме. Да. Промовирање на џезот кај нас, но се разбира и со задоволство очекување или пречекување на оние гости кои што ни доаѓаат од странство. Ако го зборуваме за гостување на нашиот национален џез оркестар и надвор од границите на нашата земја, и за тоа сме имале прилика да позборуваме токму тука во студиото, но еве и во следниве минути дали имаме нешто кое што можеме да го најавиме за престојниот период, што е она што по одбележувањето на меѓународниот ден на џезот и овој концерт кој го најавуваме ќе го прави Националниот џез оркестар. Се подготвувате ли за нешто следно или можеби за некое патување? Па, еве да откриеме на вашите гледачи, веќе на четврти наутро треба да патуваме за Брисел. Ке отсвириме концерт во Бозар, се вика центарот, тоа е една од најпрестижните сали. Тука со нас доаѓа како диригент Владимир Николов, а тоа е целиот тој настан е од полуотворен тип, поради тоа што концертот е во склоп на македонските денови на култура во Брисел. Потоа треба да отсвириме, одиме низ државата, па имаме Албанија, Бугарија, Португалија и Чешката република. До крајот на оваа сезона можно е да се појават уште некои патувања, меѓутоа најчесто е овие се веќе договорени, кај што треба оркестарот да настапи нормално со материјалот кој што наменски, еве да кажеме, веќе и ни е снимен, еве ќе откриеме на гледачите дека наскоро може да очекуваат и албум со композиции отсвирени и аранжирани специјално, нели, за нашиот оркестар, така да мислам дека фино си работиме.
Да, јас мислам дека одлично си работите и секоја чест за тоа, а инаку утринска на Телма како и секогаш со задоволство ќе ги пренесува и оние настани и случувања кои што нели се дел од вашата работа, но и успесите и она кое го имаме и кај нас, а тоа е промовирање на џезот и привлекување се поголем број на публика, која верувам исто така ќе биде многобројна и утре и во текот на 30 април, па заедно да го одбележиме овој убав ден и да уживаме во џезот и она кое што ни го подготвува Националниот џез оркестар. Гоце благодарам за утринско вклучување. Да, порано наутро, за вас музичарите можеби малку попредизвикувачки, но сепак овие утрински минути посветени на нашите гледачи, на оние кои што верувам ќе бидат токму на овој настан. Ви благодарам и на вас за поканата да учествува во вашата емисија. Се гледаме во И ги следна прилика. покануваме нели публиката повторно на 30 април да дојдат без разлика дали ќе биде во филхармонија или во паркот. Да. Да ќе се поминат убаво и ќе има што да слушнат.